Почитувани, добар ден, време за вашето умилено издание на Црвена линија, а и денес заедно со вас се надевам во голем број ќе продискутираме за нова жешка и актуелна тема. Па еве со време да ве подготвам, она за што ќе зборуваме дека во буџетот се обезбедени 73 милиони евра со кои ќе се поддржи стандардот на граѓаните и ликвидноста на стопанството. Но факт е дека мерки нема. Дали ќе ни се случи поговорката "Не умри магаре до зелена трева"? За тоа токму со вас ќе проговориме се знае на добро познатиот телефонски број 023076677, а оние кои што сакаат да гласат, се разбира, тоа може да го направат на Инстаграм, на нашата веќе објавена анкета. Значи, еве ќе повторам, темата е во буџетот се обезбедени 73 милиони евра со кои ќе се поддржи стандардот на граѓаните и ликвидноста на стопанството, но мерки нема. Дали ќе ни се случи поговорката "Не умри магаре до зелена трева"? Она на што треба да гласате, дали претходните мерки ви помогнаа во домашниот буџет? Одговарате едноставно со да и не. А јас секаде некаде таму веднаш по рекламите, конкретно во денешно издание, ќе ви ги соопштам резултатите. А сега е време веднаш да го вклучиме нашиот денешен гостин во Црвена линија, со кој што токму ќе проговориме на темата за која што со вас подоцна ќе продискутираме. Време е да го вклучиме господинот Джевдет Хајредини, политички аналитичар и поранешен министер за финанси. Добар ден и секое добро до вас. Пред се благодарам што прифативте еве со вас да продискутираме на денешната тема. Па еве првото прашање до вас би било: во буџетот се обезбедени 73 милиони евра со кои ќе се поддржи стандардот на граѓаните и ликвидноста на стопанството. Но мерки нема, бидејќи е најавено дека се во подготовка и ќе биле таргетирани. Дали мерките треба да бидат изготвени веќе во мај, за да веќе од 1 јуни и ги уживаме истите? Еве, кое е вашето мислење? Дали малку задоцневме? Сигурно дека можело, требало да мерките да бидат изготвени, да бидат конкретизирани. Има за тоа служби, има способни кадри во Министерството за финансии и не треба на овој начин не придонесуваат во општата перцепција за Министерството и за владата со вакви половични најави да ја држат јавноста во неизвестност. Првпат Динава, после долго време, владата е принудена ребаланс на буџетот да врши толку рано во годината. Очигледно дека има и специфични услови зошто е тоа така. Фактот дека ова што се случува сега во светот, кризата светска поради познатите причини за агресијата во Украина, дојде до неверојатни и неочекувани последици за сите, скоро за сите земји во светот. Така и во Македонија. Меѓутоа, јас мислам дека со мерките што ги најавуваат и што ќе ги веројатно публикуваат овие денови, не е многу лесно да се ветува дека ќе се ублажат многу последиците, да ги ублажат со мерки на владата. Прво со износот кој вкупниот износот 73 милиони не е тоа кој знае колку пари, меѓутоа очигледно дека влада и премногу владата се служи со популизам и со еуфемизми, дека правиме све да бидат последиците што помали за народот, за граѓаните. Тоа све не треба да сите знаеме дека и тие не се виновни, нема многу се што треба да се прави. Сега следното прашање би било дали поговорката "Не умри магаре до зелена трева" не е едноставно судбина која мора да ја прифатиме? Па дури ако се брзо овие денови веднаш утре задутре, тие мерки што ќе ги преземат, ако ги носат, кажав,
дека тие премногу се незначителни. Меѓутоа, овде е многу нејасно. Од друга страна, владата таму пишува 73 милиони за поддршка на најпогодените слоеви или граѓани. Меѓутоа, овие денови ние сме преплавени со најави дека ќе се скратат вкупно 200 милиона евра кај непродуктивните трошоци и тие ќе бидат наменети за најранливите слоеви на населението. Ова ми беше, сакав ја да истакнам, дека вака пласирана најава не е во ред воопшто, затоа што не може таа така како што е презентирана, утре некој ако сака да контролира дали тоа стварно ќе биде остварено. Значи се вика 200 милиона, меѓутоа не се наведуваат воопшто кои се тие ставки од буџетот што ќе бидат коригирани, редуцирани за 200 милиона една по друга. Колку тие изнесуваа во базниот период, што значи во минатата година, и колку ќе имат право тие корисници на кои ќе им се намалат парите, кои се тие. И второ, исто така, не е добро што не се кажува сега список и конкретизирање кои се тие, на кој начин ќе бидат наменети, кај кои расходи ќе се зголемат. Не се наведуваат конкретно воопшто. И трето, беше најавено, меѓутоа сега се молчи, дека од Вашингтон министерот дека за тешките ќе има Меѓународниот монетарен фонд одобрил 900 милиони евра за буџетска поддршка за кризниот период. Најавија и дојдоа мисија од фондот да анализира и да утврди за све што може владата да ги користи тие пари, меѓутоа што не е вообичаено, немавме, јавноста немаше информации што таа мисија на фондот утврди и кога замина, што вообичаено дека излагат пред новинарите и тоа го кажуваат странските представници, не само фондот за Меѓународниот монетарен фонд. Јас мислам дека ова влада се наоѓа и во една специфичен внатрешен политички контекст. А што е тоа? Владата, ако секој ден инсистира дека има стабилна коалиција, ребалансот во прв ред има намера, има задача да не дојде до некоја ситуација владата да ја изгуби поддршката во парламентот, па да дојде во ситуација како што беше минатата година, да се појави некој непознат анонимен функционер на Европската унија за да ја спаси владата да не падне и да дојде до нови Господине Хајредини, големо благодарам што одвоивте од своето време да се вклучите во ова денешно издание на Црвена линија. Секако топло препорачуваме, ако сте во можност да го изгледате ова денешно издание, па и да слушаме нешто подоцна каков став имаат граѓаните кои што ќе се вклучат. Благодарам уште еднаш и секое добро. А ние се надеваме дека ќе се донесат вистински мерки и навистина ќе им се олесни на оние граѓани на кои што тоа им е најпотребно. А сега се знае, телефонскиот број е 02-307-6677 и време е веќе да проговориме и со првиот гледач за денес во Црвена линија. Добар ден и секое добро. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав до вас. Ова тема што ја ставите денески има големо интересирање затоа што денешните изјави на премиерот и на вице-премиерот битичи кажат дека мерките почнуваат да се на некој начин одбележуваат каде треба тие 73 милиони евра да ги на некој начин дадат за тие најмали лични доходи, најмали пензии што се во тие социјални случаи да му се помогне и на некој начин да излезат од оваа ситуација која што сега е уште потешка, затоа што видиме денески дека која табела ја прават за електрична енергија, тука е многу тешко, али
се уште ребалансот на буџетот во собрание го нема отворено. Тој ребаланс кој ќе се донесе многу полесно се работи за тие кризни мерки да се донесат, затоа што владата се веќе на некој начин планирани и тие пари наменски ќе се употребат и јас се надевам дека на тие лица кои ќе му се дадат, било пензионери, било со ниски примања, ќе му послужат да ги ублажат овие сите тешкоти што ги имаме во оваа ситуација. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам. И секако еве оној кој што нареден ќе се вклучи во црвена линија, еве слободно ќе си дозволиме и вас да ве прашаме на анкетното прашање, односно дали претходните мерки ви помогна во домашниот буџет, односно ви олеснија живеачката. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, се надевам дека добро се слушаме. Намалете го тонот на ТВ приемникот и изборувајте со мене преку слушалка. Абе, живеем на работна екзистенција, да ви ти кажам искрено. 5 години водам скоро за една семејна пензија, пред новата година ми дадене соодветна дата и нашите тука му одбијат. Јас живеем без пари, без цел, без ништо, што вика народната нижи или трефани, тука или гладната кокошка професионална. Викам, за сиромајки никој не го интересира. Тие што се взимат пари, тие ќе живеат како што треба. А јас немам ни основни прехранбени, 5 години спорно се водам и знаеш колку ми е тешко, не знаејќи кај кој да се обратам. Народот, викам, ни судии нема, ни адвокати нема, ништо не функционира во таа држава. Напатените секој пат ќе се бидат напатени, гладните секој пат ќе бидат гладни. Вика, гладна мед скоро не е гријала. И така, и не знам, кај ќе се донесе буџето, става, не знам веќе и сами, да кажем искрено. Според вас, што е важно прво да се направи како мерка? Не знам. Ќе благодарам и среќен ден имајте тиме. Благодарам и вам што се вклучивте и секако имајте среќен ден и останете да не следите до крајот за да слушнеме што има да кажат нашите гледачи. А телефонската линија повторно ни носи нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, секој добро до вас, па еве да слушнам што имате да кажете токму на тоа. Дали нам ќе ни се случи ни умри магаре до зелена трева? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Се слушаме. Ве поздравувам водителке вас Голем и сите поздрав и вработени до во вас. вашата телевизија. Мерките кои што треба да ги спроведат владата, треба да ги засукаат сите политичари ракавите и да си одработат. Пред се парламентот да ги донесе сите одлуки кои што се подобни и закони за Република Македонија, не за партиите. Да не се земаат кредити за штрајкувачите да им се даваат. Да земам кредит 900 милиона, 70, 100 милиона и да им дадам ја зголемување на личен доход, не се согласувам. Мора да секој да си ја заработи таа плата. А колку ја заработуваат, они си знаат. И затоа до сите штрајкувачи, нека не ја малтретираат владата и државата да ја силуваат и да бараат само преку леп погача. Затоа што со 25.000 и 30.000 денари може да животараат, а не може да уживаат. Еве, дали претходните мерки вас лично ви го леснија домашниот буџет? Дали... Па може да се намали минимално нешто ДДВ на прехранбените артикли, али не се, затоа што мора да има профит нешто државата. Така, благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди за секој гледач. Добар ден веќе за следниот. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Еве, ќе подсетам, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте само преку слушалка со мене, односно со црвена линија. Добар ден. Еве, ќе се обидам уште еднаш. Добар ден до следниот гледач. Добро, да не биде дека напразно велам добар ден, еве напомена уште еднаш, ве молам намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро ќе се слушнеме, изборувајте исклучиво преку слушалка. А се разбира, на денешната тема, неминовно беше да ги посетиме твитерџиите, па да видиме што се коментираше на тема и стандард, и мерки и така натаму. Сосем логично,
Почнуваме и стартуваме со твитот на влада на Република Северна Македонија. Се вели со новиот ребаланс на буџет, владата продолжува со силната грижа за граѓаните и во најкраток рок ќе излезе со антикризни мерки кои ќе бидат потаргетирани. А еве како коментира Мач. Вели, ние го јадеме поради амеби на власт криминалци. Не зазела само Македонија прозападна страна, туку цела Европа. Ама таму не се соочуваат со ова. Влада не воведува нови антикризни мерки во најголема историска криза. А ние секако времето го отстапуваме за нашиот следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Јас се јавам од тешко место, од... Ако може малку погласно? Сакам да кажам неколку работи, ако може. Повелете. Буџетот од 73 милиони евра. Тука има пари за сите. Има пари за сите граѓани. Добро за тоа. Сакам да речем за една фамилија, малку од темата, за една фамилија од мајка, татко и два браќа. Бедме двајца браќа. Не може би луѓе, гробното место, јас на мајка ми го одбрав, гробот, па не бил арен. Па сега не можам, после за мерките, нема доволно пари да се купи тоа место. Јас сум во тешко место ви савам. Според вас што е решение? Нема доволно пари, например, граѓани да купи едно гробно место за сигурноста. Да? Сакам да кажам... А еве какви мерки сметате дека треба најнапред да се воведат? Што прво треба да се направи? Па треба да се воведи солидарното, ова што беше солидарното. Да се воведи социјално, да се воведи плати, пензии, се на високо ниво, да се пуштат граѓаните малку да си поземуваат по 500 по 1000 денари, да си поземуваат, да има пари за секој, да не просат по улици, не можам да гледам, тоа е тажно. Благодарам, но секако продолжете да ја гледате Црвена линија. Цениме што се вклучивте, а во продолжение ќе посетам телефонскиот број за вклучување во Црвена линија 0230766777 и веќе не носи нов гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до редакцијата. Голем поздрав до вас, одлично ве слушам. Јас ве слушам одлично. Што ќе кажете на денешната тема? Па за денешната тема, прво да кажам дека стварно сме во една многу тешка ситуација, не само кај нас, со светска економска криза, цените на производите, односно на прехранбените производи, вртоглаво растат. Не ме загрижува толку за енергенците што служат за возење на автомобили и така натаму. Ќе се возиме со градски автобус, со велосипеди и така натаму. И тоа тешко е за оние фирми кои вршат превоз на прехранбени производи и слично, на транспортни предпријатија кои носат други добри и така натаму. Мислам дека владата прво одвоила колку предвидува да одвои 70-80 милиони евра и мислам тие дека прво треба да бидат насочени кон социјално ранливите категории. Така. Па оние кои имаат ниски пензии, оние кои имаат високи пензии треба да земат помалку и тука треба да биде некоја, сега не е популарна, али уравниловка. Ако има покачување, нека биде тоа еднакво за сите или повеќе за оние пензионери кои земаат помалку, а помалку за оние што земаат повеќе. Мислам, мора да пребродиме. Благодарам, цениме што се вклучивте и вие во Црвена линија. Повторно ќе напоменам, колку и пати да се повторувам, внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме за да можете да си го контролирате времето, своите 90 секунди. Одиме веднаш со следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, ако сум на линија. Да, и одлично ве слушам, повелете. Благодарам. Ова кажеш дека стварно прво ние сме неблагодарни затоа што државата се труди колку може во ова време, невреме, да издвои од средствата со кои располага
да ни малку, ако не многу, никогаш многу не може да имаме, барем малку од малку, да се ублажи овој ценовен шок, да може, што се вели, значи, да одреден вид на артикли, да добијат пониска цена, на некој начин да можеме, што се вика, да дојдеме до таков производ. Меѓутоа, ние сме тие кои што ја правиме сета ова гужва и слично. Ако сакаме да има повеќе, треба ние да бидеме подисциплинирани, да ги оставиме автомобилите дома, да одиме со градски превоз. Значи, фактички, прво себе си помагаме, што да сега со 100 денара литро бензин, ја мислам дека не сме толку богати, не сме толку силни, значи да можеме да го поднесеме овој товар. Ова само како пример го земав бензинот, а и понатака и сите останати други потребствени кои што ги користиме во државата, значи на се мора да водиме сметка. Значи да не купуваме премногу значи артикли кои што утре може и да ни се расипат. Значи фактички мора ние да бидеме дисциплинирани и ние да го водиме колото како ќе живееме и како ќе трошиме. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. И сега ќе се префрлиме повторно на Твитер заедницата. Нема да заборавиме да ги прочитаме оние коментари кои што воедно и ги издвоивме на она за што дискутираме денес. А еве ќе прочитаме веднаш како коментираше Езекил. Еве се надевам дека ќе може да видите и вие како изгледа коментарот. Езекил вели секоја година се воведуваат некои нови мерки и критериуми што мене пари ме коштаат. Еве, така изгледа коментарот на Езекил. Ако имаме гледач на 0230766777, јас секако нема да одземам од времето, туку ќе го отстапам за вас. Добар ден. Добар ден. Ако може и вие погласно, подобро да се слушнеме, секој е добра црвена линија. Погласно ли? Сега вака. Повелете. Од Талан се јувам. Може ли го прожамали си? Да, продолжете. Сега вака, во буџетот се добре 3 милиони евра за пензии. Не треба за пензии од буџетот. Треба за чеберни галиши да го направат. Воја грешка и на таа влада и пресудата. Значи пари да се употребат во економијата и земјоделието. Чеберно да се направи галиште и да се накатат најмалите пензии, а не линеарно или што се знам, овие земат по 30.000 пензии и повеќе, по колку тоа иде, не знам, 1 евро или колку, така не може. Најмалите пензии треба да се накатат. И ништо повеќе. За овие големи пензии што земат, за божичари и што си знам ова јавна администрација, тоа не иде у озир. И држава себе најповеќе да инвестира во економијата и во земјоделието. Ова е порака од кавалаци и од обични луѓе во цела Македонија. Тука е проблемот во нашата влада. И под хитно треба ништо повеќе ни помалку, најмалите пензии ги накачаа. За големи пензии не иде у озир и најповеќе да се инвестира во економијата и во земјоделието. Треба галиш да се направи. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Веднаш вклучуваме нов гледач и добар ден од нас. Добар ден. Секој добро, повелете. Ајде за буџетот да кажеме. Една И за мерките. мала вистинита приказка. Како војска во Дувно ливно тражиме вода. Газдата ни донесе една кофа вода, ама не стигна, сите да напуниме вода. Вика, толку има вода, бунарот, не можам да ви дадам. Па така и државата нема толку пари, фонд, некои како билиони или милиарди не, него билиони долари имаат фондовите Кина, Тајланд, Америка и све. Ние немаме. Бедни сме. Меѓутоа, сепак и ова што го оставаат буџетот е доволно за некои кризни мерки, особено на народот да им се помогне. Меѓутоа, ние, народот, сме толку алчни и не мислиме за понатака како треба да живееме, затоа што од една фамилија са бајле искачаат тројца луѓе на работа, тројцата одат со кола. Едно време памтам, искачавне еден, па другиот вика, ај со мојата кола ќе одиме една недела, па другата со твоја и ред така. Таткото оди со точак, а децата две одат со кола.
И плюс тоа си ги оставаат колите да си работат пред продавница, моабет на улица си прави, нафтата не е скупа за него, не ги остварил тие пари. Ние сме многу недисциплиниран народ и која и влада друга да дојде, ја не знам од кај ќе извади пари, што вие сакаат да створат сега некои демонстрации, некои немири. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и ете, должност ми е да напоменам секогаш внимавајте на тајмерот 90 секунди за да не бидете прекинати во текот на мислата. А сега одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро, Црвена линија. Па кај отидоа тие скомај 5 милиарди тежок буџет? Кај се спокрија? Што ги истрошија? Да не речам некој друг погажен збор. Чудна работа, значи скоро 5 милиарди буџет усвоија лани, а само 73 милиони моментално во буџет. Па кои капитални проекти ги планираат толку што се фалеа, што се кочопереа за дека ќе го направа, ќе биде толку јак буџетот за да може да со тие пари да се покријат тие трошкови. Нити се направи нешто, нити ништо, а само на 73 милиони сме се свеле, значи некој дебело ги изел парите, ги уништил тие пари што требало за народ да идат за потребите на оваа држава. И сега Според вас какви мерки треба да се донесат? Што прво треба да се направи? направи? Мерки, па од овие ли мерки треба да очекуваме? Нема мерки од овие, ништо нема овие. Овие ништо не знаат, односот подалеку, освен за себе, за свој джеп, ни мерка го интересира, нити да го занима. Плюс работат цело време под директива на еден многу голем, моќен западен сојузник, а тоа се вика USA, значи Америка. Овие се играчи на Америка, што ќе им каже Америка, така ќе прават. И сега ги чекаат да дојде ова со Бугариве да се реши работава, да бидеме ние бугарчиња. И у септември ќе имало милиарди и 600 милиони евра пари. Така они играат друга. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија и драго ми е дека ви има во голем број. Вклучуваме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден, добри луѓе. Добар ден, секој добро и вам. На телефон Миле Керес од Делчево. Голем поздрав и до Делчево и до вас. Вака, јас како што забележам 73 милиони евра во мерки нема. Тука се е кренало на едоклък и не знам се додека не почне едно обновување на системот, не можеме да стигнеме до крајот. Меѓутоа, сакам ви да речем за они, баш ме подсети да не умри магаре до зелена трева. Сакам да речем дека луѓето не смеат да умрат, оти не им даваат ни 30.000, туку 25 и тие 25 не ги дава. Па затоа ја предлагам секој градоначалник да си ги преземе мерките за да секој што ќе умре да си го закопа градоначалникот без разлика колку и да кошта, а со тие 25-30.000 да не уопште да нади. А ние страдаме, ќе си чекаме НАТО да не брани, а ЕУ да не храни. Ама тоа е знак прашаник. Убав ден. Среќен ден. Убав ден и секој добро и вам. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Сега малку повторно ги се префрлиме онаму каде што коментираше Твитер заедницата. А еве што коментираше Џорџ Орвел. Вели, повисоки плати и пензии со ребаланс на буџетот ако треба нови мерки. А сега малку шеговиен коментар, барем кога сме на тема буџет, егоиста со О. Вели, со жена треба да знаеш дека твојот буџет е заеднички, а нејзиниот незин, што не е јасно. И Лиле Стечајката вели, ради непресметано зголемување дојде до овој шок и повлече бран незадоволство, а буџет банкрот. Ајде да слушаме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме? Црвена линија, добар ден. И дали имаме конекција со гледачот? Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, се слушаме одлично, секој е добро, повелете. Вака, значи во буџетот, јас како што прочитав 12 милиони, значи буџетот е сега доста поголем, откако поскапеле, откако
ги пуштија производите, значи поскапела да си стават какви маржи и како сакаат газдите или олигарсите или трговците, како да ги наречам секако се тие. Значи, како да кажам, финанси, економија, владата, они знаат дека буџетот се пуни од покачување на цените. Они го знаеле ова. Како може да дозволат такво нешто и народ да се играат со народот? Вакви мерки и онакви мерки. Ке давале, не знам сега за годишен одмор пари на некој. Каков годишен одмор луѓето немаат да јадат? Дали знаете како луѓе не можат да преживеат, се чудат како ќе го поминат месецот или денот или не знам. Како можат они така од рукав да се чекај да видиме, направите. Имате секакви електронски есе, отвори, види кој, колку, како, не знам тие што се абе сега зголемено е немањето на луѓето. Значи ако биле 300 семејства, сега може да се 500. Така да они не можат да речат само на тие што се со најмали примана и маргинализирани и секако. Значи не може, одидено е до крај. Треба да се гледа Треба да се гледа црвена линија до крај и секако и вам благодарам што се вклучивте во ова денешно издание. Сега повторно ќе одиме кај Твитер заедницата. Еве што ќе ви откријам, што коментираше Мите Најдо, зошто нема нови мерки за намалување на цените? Овие денови со плаќање на драстично повисоки цени на основните производи преку ДДВ го полниме буџетот. Ова е нешто слично што го коментираше и нашата гледачка која ја вклучивме пред малку. Дали имаме нов гледач на 023076677? Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, подобро да ве слушам. Ама ево јас викам. Одлично, добар ден. Повелете. Вака, темата ви е одлична. Благодарам. Тоа дека ние нема да ми се случи, не да ми се случи, нас ми се случува. Ми се случува. Јас не одам на некаде се вратим во Европа, ето Шведска, например. Бензинот толку таму не е. Се што треба да кажам друго, просто ако треба да го полниме буџетот, па нека ни одерат и кожата и толку е. Меѓутоа, имаме на примедба на вашата телевизија што секогаш си бирате некои теми вака далеку од збиднувањата во самата држава. Сметате дека ова е далеку од збиднувањата, ребалансот и да се помогне на најзагрозената група граѓани, а нема никакви мерки во моментот за ублажување? Не, ворете тоа. Се слагам со вас. Меѓутоа, дали нема темнички ојде Џафери во Грција зборува на албански. Па ево сега парламентот денески го извисија си донесе со 5 гласа плюс да не се зборува за Џафери. Па дај луѓе македонци престанете, една сватете дека живеете во голема Албанија. Ништо друго не можам да ви порачам и да го поздравам председателот Али Ахмети на оваа држава. Благодарам, го цениме и вашето мислење, секако црвена линија отворена за сечие мислење. Оно што нас не е многу важно, да не се користат навредливи зборови, да се спомнуваат имиња и секако да се користи говор на омраза. Ајде да слушаме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден, добар ден. Секој добро вам, повелете. Благодарам. Добро се води емисијата, добра тема за емисијата. Само малку ќе биде подобро ако и ние добиеме 30 секунди повеќе, за да биде подобри и нашите говори појасни, целите да си ги кажеме. Вака сега да не оди времето џабе, да почнам. Не умри магаре до зелена трева. Абе не умри магаре, ама врзано е во јаслите, сено нема, слама нема, а за треба да не зборуваме, чим е врзано. Не може да ги јаде дрвата и камењата во шталите магарето, него треба храна. А храна, вчера кога требаше Лавров да замине, нашиот водач што го води ресорот за надборешни работи, јавно имаше кажано дека не станува на македонско знаме, македонска химна, а ја води македонската надборешна политика. Така да може би ова беше проба, дали магарето ќе умре или не.
тие дадоа зејтини и брашно, нашиве политичари и трговци ги дадоа на Албанија и на Косово. Сега овој може би проверуваше дали заслужуваат пак да се даде нешто на оваа државичка наша или не. Ама чим нашиве не сакаат да бидат луѓе, ќе страдаат македонците, највеќе ќе страдаат македонците, посебно во градови. Благодарам, ценим и вие што искористивте можноста да се вклучите во црвена линија. 90 секунди се воведени за да имаме поголем број на јавувања. Сега одиме со реклами. Повторно сте со црвена линија по рекламите и во овој момент ќе го вклучиме и гледачот кој што не чекаше. Велам добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам и еве денес... Овај слика снема, што беше темата? Темата е следна. Во буџетот се обезбедени со ребалансот 73 милиони евра, кои што ќе бидат наменети да се поддржи стандардот на граѓаните и секако ликвидноста на стопанството. Сега, факт е дека мерки се уште нема, па еве сметате ли дека сме во ситуација не умре магаре до зелена трева? Добро. Вака, тие 73 милиона евра, малце им се да си ги разделат овие. Ќе ги распартават никакво помагање, ни во буџет, ни на фирми ќе помогнат ништо. Гледајте што се случува. Прво почни од влада, од секретарите генерални, кој како да дојди, торбата е полна излага. Сега третиот наред е таму, сега ќе се појави за месец, два, колку ќе изнеси. Така да за народот ништо нема. Тоест, сам секој човек треба да биде држава, сам да се бори, да не чека ништо од држава, затоа ништо не добиваат. Джабе штрекуваат, джабе 300 работи се прават, никој ништо не преземат, народот си ќути, тие си тераат. Слушнам во рекламата кај вас, ќе дебатираат овие за една изборна единица, са се препадник натака, подхитно да направат една изборна единица, за да може корекција да има сега за овие 73 милиони евра, кога ќе има пратеници од... Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Дајде да видиме дали имаме уште еден гледач. Добро, бидејќи сега е време и за анкета, тоа е најважно. Ве прашувавме, целта беше да гласате, па еве како се изгласа на денешната тема. Ке повторам, во буџетот се обезбедени 73 милиони евра со кои ќе се поддржи стандардот на граѓаните и ликвидноста на стопанството. Но мерки нема. Дали ќе ни се случи поговорката не умри магаре до зелена трева. Црвена линија анкетно ве праша дали претходните мерки ви помогнаа во домашниот буџет. Со 20% одговорија со да, а 80% одговорија со не. И сега останува само да ви откриам за што ќе дискутираме утре. Се разбира, секој ден има нешто што е актуелно и што не засега сите како граѓани, па и ве бидете подготвени. Со воведувањето на блок тарифи на потрошувачка на струја, дали сите субвенционирани за инвертор клими се казнети? Дали субвенциите ќе им излезат низ нос? А сега како анкетно ќе ве прашаме на Инстаграм и дали сте корисник на владени субвенции, да или не. Благодарам многу што бевте заедно со издание на Црвена линија. Ве очекувам утре да дискутираме на нова тема. Ве оставам на програмата на Телма телевизија. Информирајте се на telma.com.mk. Ние се гледаме утре. Довидување.